На секој трет жител на истокот му барале или дал мито за услуга или за завршување на некоја работа во државна институција. Ова се податоци од истражувањето направено од страна на МЦМС, според кое дури половина милион жители од државата имаат некакво искуство со мито. Корупцијата е толку вкоренета што дури 35% од младите помеѓу 18 и 29 години корупцијата ја прифаќаат како нормална појава. Ова исто така е многу загрижувачки, затоа што цела една генерација која што доаѓа, имате впечаток, односно имате податок дека ќе биде помалку отпорна и потолерантна на корупцијата. Иако присуството на корупција е речиси јавно и очигледно, сепак одвај 0,03% од нив се откриени и завршиле со судска пресуда. Ова, од една страна, е резултат на фактот што дури 89% од оние на кои им било побарано мито, тоа никаде не го пријавиле. Од друга страна, е недовербата во судскиот систем, кој покрај здравството и царината, според анкетираните, е високо на листата на институции каде има корупција. Особено загрижувачки е доколку се утврдат појави на корупција во рамките на судството, бидејќи тој е органот кој што всушност треба да се бори со корупцијата во другите органи. Во обид да ја намали корупцијата, државата најавува нов вид на комисија која ќе се бори против сите облици на митаџиство. Во најскоро време ќе биде формирана комисија која што ќе работи на имплементација, но и на мониторинг на имплементацијата на овие препораки. Целта е да се усогласиме прво во делот на законодавството со она што значи европски стандарди за борба со корупцијата, а потоа и со другите механизми кои што треба да помогнат за имплементирање на законите. Колку се во ова ќе помогне е прашање, зашто ланецот на корупција силно го држат и оние што бараат, но и оние што даваат. Раката што дава не само што не се сече, туку и побрзо и поефикасно завршува работа.